Прво, јас не го разбирам како ултиматум, затоа што терминот 10 ноември и заедничкото председавање со Берлинскиот процес на Бугарија Македонија го спомна пред неколку недели нашиот премиер Заев. Значи, ние не може да ја одолговлекуваме реализацијата на она што знаеме дека нам многу повеќе ни значи отколку на Бугарија. Но од друга страна јас ги гледам и другите аспекти, на тоа беше поентата и на нашиот министер Османи. Бугарија во договорот за добро соседство и пријателство се обврза дека ќе ни помага на патот кон него. Така што јас сум оптимист дека во следните неколку недели со јасно изразената волја на политичарите, историчарите кои го имаат својата средба на 15 и 16, ќе изнајдат решение кое ќе биде, го цитирам сега бугарскиот премиер Борисов, компромис. А компромисот е историските факти, онака како што ги има во нашите архиви, како што има во Бугарија, да бидат преточени во она што значи значење на Гоце Делчев пред се за нас македонците, но и за бугарите, бидејќи прифаќаме дека со договорот за добрососедство имаме заедничка историја. Го спомнавте прашањето за Гоце Делчев, но тоа е само едно од прашањата. Бугарија во својот меморандум го оспорува и македонскиот јазик и формирањето на македонската нација. Како гледате тука да се направат компромиси? За јазикот не може ние да правиме компромис. Ако ја следите логиката на изјавите пред се на Захариева, тие ќе се обидуваат да ја користат формулацијата што имаме во договорот за пријателство и добрососедство. Тие го признаваат македонскиот јазик со додавката дека е тоа официјален јазик според уставот на Република Македонија. Мислам дека за јазикот нема да има простор за било какво дополнително попуштање од наша страна. За постоењето на македонската нација, фактите за она што е неспорно, а тие го повторуваат, да, Бугарија е првата која не призна во 91-та, да, Бугарија направи многу за кризата во 2001, да, Бугарија беше исклучителен промотор додека председаваше со Европската унија. Значи, ако изгледаме позитивните страни, можеме да најдеме многу работи кои треба да не охрабрат. Но ако ги гледаме само и ги извадиме од контекст овие, како се вика нивниот меморандум објаснувачки за позициите на Бугарија, би изгледало дека е нашата позиција фаталистичка. Но јас не гледам така. Политиката е умешност на возможното, има повеќе возможности како да излеземе од оваа сложена ситуација.